Минути за неделна хроника, добре дојдовте. Во неделата што измина имавме повеќе случувања околу одбележувањето на празникот Свети Кирил и Методи, па тоа беше и повод да присуствуваме на изложбата посветена на светите браќа. На оваа изложба повеќе разговаравме со амбасадорот на Република Словачка Хенрик Маркуш и со авторот на изложбата Павол Демеш, но атмосферата од таму и разговорот ќе ви го прикажеме малку подоцна. Сега посветуваме минути на дислоцирањето на вртелешките за деца од плоштадот Македонија во општините Аеродром и Чаир. Овие локации, според градските власти, биле избрани како најсоодветни, бидејќи таму имало најмногу деца. Градоначалникот Шилегов не ја отфрла можноста вакви вртелешки да се постават и во другите скопски општини, доколку се појави интерес. Вртелишките на плоштад Македонија, кои им нудеа забава на најмалите за време на пролетните и летните прошетки во центарот на Скопје, веќе ги нема. Заедно со нив ќе се отстрани и вртелишката која никогаш не проработи, спроти Министерството за надворешни работи. Дел од граѓаните кои не беа запознати со одлуката на градоначалникот Петре Шилегов да се отстранат реквизитите за забава на децата, беа изненадени и револтирани од одлуката на градската власт. Коментирајќи дека главните случувања се токму во центарот на градот, велат дека би било убаво да има забава и за најмладите и не се согласуваат дека за сметка на дополнителен слободен простор треба да им се одземе детското катче на децата. Но има и такви кои никогаш децата не ги однеле на вртелишките, па сметаат дека нема да им недостасуваат. Дали сметате дека треба да ги дислоцирате или добра им беше локацијата тука? Па добро им беше. Затоа што кога ќе се прошетаат родителите и бабите, дедовците со нив, има и за нив разоно да катче нивно. Добро, тоа доаѓа како локација на населби, значи вртелешка за населба Аеродром. Може би секоја населба треба да има еден детски забавен парк, да може децата да играат и на тој начин да се социализираат. Дали го шетате внучето на вртелишките на плоштад? Не. Не. Зошто? Тоа е за некои други времења, не е за нас. За децата? Тие што се не од надвор од Скопје. Грешка сте се обративте на човек кој што е од тука. Тоа никогаш не постоело во Скопје, така да не е ни на Скопје тоа. Добро, мислите дека нема да се радува детенцето? Не, нема да се порадува. Се радува на овие играчки овдека што се овдека поише него ли на тие карусел. Тие се за Дизниленд. Али сметате дека треба да бидат на плоштад или не треба? Па може подобро така са, малку настрана. Може би подобро. Едниот карусел ќе се носи во општина Аеродром, во паркот кај авионот во Ново Лисиче, додека другиот ќе биде преселен во општина Чаир. Го прашавме градоначалникот на град Скопје Петре Шилегов зошто се избрани токму овие две општини и дали и во останатите општини ќе се постават вртелешки за рекреација на најмладите. Целиот концепт на организирање на забава на најмладите, нели, зборувавме и за Луна паркот кој што го нема средствата кои што ги немаме заради една одлука на советничката група на ДПМН во општина Газибаба што направи многу проекти во градот поскапи, па ги немаме средствата да ги реализираме. Треба да видиме како ќе се покажат оваа дислокација на играчките, дали ќе најде на прием кај граѓаните и во колкава мера. Нашите очекувања се дека ќе биде позитивно примено и во зависност од економската исплатливост ќе размислиме за понатамошна дисперзија на таков тип на услуга на нашите најмлади. Како што дознаваме, оваа одлука била донесена првенствено по барање на велосипедистите, со цел да им се остави поголем простор за движење. Според град Скопје, овие рекреативни елементи го блокираат движењето на пешаците и велосипедистите по кеот. Средните училишта на град Скопје ќе бидат опремени со апарати за прочистување на воздух. За таа цел градот објави тендер за набавка на вкупно 572 прочистувачи на воздух. Повеќе околу ова дознаваме од прилогот на Марија Петковска.
Со цел да се обезбедат најдобри услови во училиштата и да се намали изложеноста на учениците на загадениот воздух и отровните честички, особено во зимскиот период кога аерозагадувањето е многу високо, град Скопје реши да набави прочистувачи за воздух за сите средни училишта во градот. За таа цел градот Скопје распиша тендер за набавка на вкупно 572 апарати за прочистување на воздухот, и тоа од 4 типа, односно 410 апарати за површина од 80 метри квадратни, 119 апарати за површина од 50 метри квадратни, 35 апарати за 40 метри квадратни и 8 апарати за 20 метри квадратни површина. Сите апарати ќе бидат со сензори и ќе ги прочистуваат PM10 частичките, бактериите, вирусите, мирисите и хемикалиите и нема да емитуваат озон. Понудите треба да се достават до градот најдосно до 4 јули, кога ќе се одржи јавното отворање на понудите, а рокот за испорака е 60 дена од денот на подпишување на договорот за јавна набавка. Од град Скопје за прва Скопска вела дека во јавната набавка е предвидена набавка на прочистувачи на воздух за сите простории во средните училишта во надлежност на град Скопје. И доколку процедурите завршат на време, набавката и инсталирањето треба да се заврши до почетокот на новата учебна година. Средствата за набавка на прочистувачи за воздух за средните училишта се обезбедени од буџетот на град Скопје, а проценитата вредност на договорот изнесува 9.890.000 денари без ДДВ. Започна асфалтирањето на улиците во новата населба Хиподром 2. Од општината информира дека се работи на подготовка за асфалтирање на улиците и во повеќе населени места, а за зголемување на безбедноста на пешаците се градат и тротоари онаму каде што недостасуваат. Во новата населба Хиподром 2, во која се изградени голем број куќи, започна асфалтирањето на улиците на кои веќе е завршена изградбата на водоводната мрежа и фекалната и атмосферска канализација. Во тек се активности за асфалтирање на ново проектираната улица 1, на која покрај асфалтирање се вршат градежни активности за изградба и на тротоари. Во новата населба, за која првите договори со купувачите на парцелите беа склучени уште во 2012 година, градежните зафати за обезбедување основни услови за живот, според граѓаните, многу споро се одвиваа. Некои се жалат дека и покрај изградените куќи не може да се вселат, затоа што ги немаат основните услови за живот. Општината минатата година подпиша договор за изградба на водоводната и канализационата мрежа во новата скопска населба Хиподром 2. И овој зафат представува продолжение на изведената инфраструктура во оваа нова населба. Општинските власти предминатата година работеа на изградба на примарната водоводна мрежа во должина од 800 метри, атмосферската канализација во должина од 1,2 км и фекалната канализација од околу 1 км. Со сегашното темпо, како ќе се завршува изградбата на водоводната и канализационата мрежа, ќе се пристапува кон асфалтирање на останатите улици во оваа нова населба. Главната цел на локалната самоуправа е да се овозможат сите предуслови за нормален живот на идните жители од оваа населба Хиподром 2, како и на оние кои веќе живеат тука. Урбанистичката документација за овој дел од Скопје предвидува изградба на 300 нови куќи за индивидуално домување и 12 стамбени згради за колективно домување, а досега се изградени 2 згради, од кои во едната веќе има и станари, додека другата е во завршна фаза. Во населбата е предвидено да се изгради и основно училиште, градинка, амбуланта и спортски објекти. Општина Газибаба дополнително во овој период работи и на подготовка за асфалтирање на повеќе улици и во останатите населени места. Граѓаните критики упатуваат и на социјалните мрежи за лошата состојба на некои улици во Трубарево, Инџиково и Румле-Реченто. Од општината за прва Скопска вела дека во Трубарево се подготвуваат повеќе улици за асфалтирање, кои што беа раскопани поради поставување на канализациона мрежа. А согласно динамиката за асфалтирање се подготвуваат и улиците 3, 5, 7, 9, 11 и 13 во Инџиково, додека пак улица 20 веќе е започната со асфалтирање. Исто така се работи и на проширување на улицата Товарник, која од мала и тесна улица ќе биде проширена, а од двете страни ќе бидат изградени и тротоари. Тротоари во моментов се градат и во Трубарево долж улицата 2, односно се продолжува изградбата на тротоарот кој завршуваше кај училиштето. Па поради тоа, децата од ова населено место, одејќи кон училиште, беа приморани да се движат по улицата. Со изградбата на тротоарот ќе им се овозможи на децата безбедно да се движат кон училиштето.
Едукациите наменети за млади спортисти кои ќе се одржуваат во 3 скопски и 12 општини од внатрешноста на Македонија започнаа од општина Ѓорче Петров. 160 учесници добија сертификати за едукација, а покрај теоретскиот дел предвидена е и практична програма. Богатата спортска традиција која општина Ѓорче Петров ја негува со години, беше причина општината да биде домакин на првата едукација за млади спортисти во организација на Центарот за едукација и менаџмент во спортот и Факултетот за физичко образование, спорт и здравје. Во предавањата беа опфатени 160 деца од општина Ѓорче Петров на возраст од 10 до 17 години, без разлика дали се спортски активни или не. Идејата на предавањата, како што појасни председателот на ЦЕМС Бојан Захариев, е да се поттикне интересот кај младите за спортот, но и да се научи како правилно да се практикуваат спортските активности. Предвидено е едукацијата да содржи 3 етапи кои ќе се состојат од теоретски и практичен дел. Последното предавање е предвидено за ноември годинава, а планирано е дотогаш да се организираат голем број турнири и други спортски надпревари, кои ќе бидат надгледувани од стручни лица за спортски развој од Факултетот за физичко образование, спорт и здравје. До крајот на 2018 година во едукациите ќе бидат опфатени 3 скопски општини – Ѓорче Петров, Карпош и Аеродром, како и 12 општини од внатрешноста на Македонија. Додека за следната година се очекува предавањата да се прошират во 9 скопски општини и 36 од Македонија. Сертификати за едукација за спорт на тема спортска психологија, совети за здрава храна и теорија и методика беа доделени на сите 160 учесници, а беа доделени и благодарници на истакнати спортски работници од општина Ѓорче Петров. Градоначалникот на општина Ѓорче Петров Александар Наумовски го нагласи личниот ангажман за афирмација на спортот и развој на спортските таленти во Ѓорче Петров. За таа цел општината ги отстапи спортските терени и обезбеди спортски реквизити за потребите на едукациите на младите во општината. По повод 1155 годишнината од доаѓањето на Кирил и Методи во Велика Моравија беше отворена изложбата по трагите на светите Кирил и Методи од словачкиот автор Павол Демеш. Отворањето на изложбата беше на високо ниво, каде присуствуваше и председателот на Република Македонија Ѓорѓе Иванов, а на изложбата беа изложени фотографии на солунските браќа, заштитниците на Европа, на која авторот работел 3 години. Станува збор за избор фотографии кои што треба да покажат кои биле Кирил и Методи и воедно зошто се толку важни за словенските народи. Еве што се случуваше. По повод 1155 годишнината од доаѓањето на солунските браќа на територија на Велика Моравија и 25 годишнината од осамостојувањето на Република Словачка беше отворена изложбата на словачкиот автор Павол Демеш со наслов "По трагите на светите Кирил и Методи". На отворањето на изложбата присуствуваше и председателот на Република Македонија Ѓорѓе Иванов, кој говореше за вредноста на сопствениот јазик. Иванов истакна дека правото на сопствен јазик, на образование, на самоидентификација и денес се основни универзални и европски човечки вредности. Јас денес го говорам македонскиот јазик исто како што нашите словачки пријатели го говорат словачкиот јазик, благодарение на светите Кирил и Методи, истакна Иванов. Врз основа на говорот на сагудатите, драговитите, велегезитите и ринхидите, Константин филозоф и Методи тука во Македонија уште во 855-та составиле нова азбука глаголица. Со помош на глаголицата тие не ја превеле, туку ја препеале Библијата на старословенски. А препевот е секогаш многу потежок од преводот. Тоа зборува за богатството на јазикот и за нивната гениалност. Така во 863-та, пред 1155 години, Византија ги упатила своите искусни дипломати, полиглоти од космополитскиот совун на мисија во Словенското кнежество Велика Моравија. Дами и господа, историчарите се согласни дека мотивите на Византија биле световни. Византија имала за цел преку просветлувањето и проширувањето на христијанството да ја прошири сферата на своето влијание во Европа.
Изложбата представува фотографска биографија на солунските браќа, заштитниците на Европа, на која авторот работел 3 години. Станува збор за избор фотографии кои што треба да покаже кои биле Кирил и Методи и воедно зошто се толку важни за словенските народи. Изложбата опфаќа и споменици од најразлични земји, зачувани од времето на светите Кирил и Методи или кои им се посветени ним. Навистина ми е голема чест и задоволство што ова изложба, откако посети неколку земји, дојде на местото кое што е од најголема важност за мисијата на Кирил и Методи. Кога поминувате преку камениот мост од стариот дел на градот до новиот дел на градот, од десната страна ги гледате Кирил и Методи, а од левата страна нивните ученици Наум и Климент Охридски. Тие имаат задолжено цела Европа, меѓутоа Кирил и Методи и Климент и Наум Охридски се навистина заштитници и ги имаат задолжено најмногу нашите две држави, Словачка и Македонија. Инаку Павол Демеш е експерт за надворешна политика и граѓанско општество. Живее во Братислава. Активно фотографира, а неговите фотографии повеќе пати беа изложени и презентирани во Словачка, како и во странство. Се уште сме на истата тема. Во продолжение ќе ви го прикажеме разговорот што го снимивме во Националната и универзитетска библиотека Свети Климент Охридски со амбасадорот на Република Словачка во Македонија Хенрик Маркуш и словачкиот автор Павол Демеш. Во Универзитетската библиотека Свети Климент Охридски е поставена изложбата со наслов Потрагите на светите Кирил и Методи во организација на Словачката амбасада. Веднаш до мене е амбасадорот на Словачка кој ќе ни каже нешто повеќе за оваа изложба. Преубава изложба, можеме да видиме многу убави фотографии, меѓутоа еве дали би можеле вие да ни кажете нешто повеќе за оваа изложба? Благодарам многу за оваа можност. Јас сум амбасадор на Република Словачка во Македонија од февруари и ова е прва ваква изложба што ја организираме. Значи, автор на изложбата е господинот Павел Демеш, кој што во период од 3 години ги следел трагите на светите Кирил и Методи, односно ги посетил сите места на кои што тие патувале во 9 век. Оваа изложба прв пат е поставена во Словачка пред 5 години, а причината за низиното поставување е одбележувањето на 1150 години од како светите браќа прв пат дошле во Велика Моравија. Значи, оваа изложба сега ја поставуваме во Република Македонија во Скопје, бидејќи исто така имаме да прославиме, одбележуваме значајни годишници. Имено одбележуваме 1155 години од мисијата на светите браќа во Велика Моравија, а исто така одбележуваме 25 години независност на Словачката република, што исто така оди во контекст и на годината, Европската година на култура која што ја имаме оваа година. Значи, главната порака на оваа изложба е всушност да ја представиме врската која што постои помеѓу Република Македонија и Република Словачка, представена преку мисијата на Кирил и Методи, која што се одвивала во Република на денешна територијата на денешна Република Словачка, меѓутоа нивните ученици, особено светите Климент и Наум, се вратиле во Македонија, тогаш нели во Охрид, и всушност да го представиме заедничкото културно и религиозно наследство кој што ги имаат овие две држави. Имајќи предвид колку е ова значајно, сакаме оваа изложба да ја представиме во различни делови од Македонија со цел да го покажеме ова заедничко наследство од светите браќа. Во кои делови ве рековте дека во различни делови на Македонија ќе биде поставена изложбата? Ќе ни кажете ли поточно кои државјани на Република Македонија ќе може да ја видат, кои градови? Значи, се уште немаме конкретен план во кои градови ќе се представи изложбата. Утре патуваме за Охрид, така што оваа турнеја ќе започнеме во Охрид. Имаме средба и со градоначалникот и некога како изложба ќе ја понудиме на сите градоначалници во сите градови во Македонија. Значи, целта ни е сите граѓани на Република Македонија да можат да ја видат. Big cities of Macedonia. Јас ви благодарам за денешниот разговор и се надевам дека оваа изложба ќе пробуди интерес кај поголем дел од нашите граѓани. Ви благодарам. Благодарам и ја. Во продолжение разговараме со
авторот на оваа прекрасна изложба која што се наоѓа во Универзитетската библиотека Свети Климент Охридски во Скопје. Веднаш до мене е господинот Павол Демеш и еве би ве запрашале колку време беше потребно за да се направи оваа изложба. I was studying the topic about half a year, biography. Значи прво половина година се подготвував, значи ги истражував нивните биографии, ги проучував картите на местата каде што патувале, а потоа ми беа потребни околу 3 години да пропатувам на сите места што тие ги посетиле. Значи во овие 3 години пропатував на сите места кои што светите браќа ги посетиле во нивните 3 мисии. Тоа значи во мисијата кај арабите, во мисијата кај хазарите и во нивната мисија во Велика Моравија, која што се наоѓа на територија на денешна Словачка. I am coming from Slovakia. Овдека можеме да видиме навистина голем број на фотографии кои што се изложени, кои што ќе имаат можност нашите граѓани сограѓани да ја погледнат изложбата. Меѓутоа еве ќе ни кажете какво беше искуството да се работи ова. The most complicated was my trip to Arab. Значи најкомплициран дел од ова моја задача беше всушност патувањето на територијата каде што живееле арабите. Во тоа време, тоа е денешен Ирак, го посетив градот Самара и таму фотографирав некои места кои што тие ги посетиле. До тогаш морав да носам и огноотпорен појас со цел да си го заштитам сопствениот живот. Инаку исто така не беше лесно да се посети и полуостровот Крим, каде што светите браќа исто така извеле дел од своите мисии и меѓутоа беше многу интересно. Меѓутоа секако најголем дел остатоци од животот и делото на двајцата браќа може да се најдат во Велика Моравија и во Рим. Во Велика Моравија поради нивната подолга мисија таму, а секако и двајцата браќа на крајот се вратиле во Рим, значи престојувале таму. Кирил таму го завршил и својот живот и е погребан во базиликата Сан Клементе, додека Методи се вратил во Голема Моравија и таму станал бискуп на тогашната новоформирана црква. Меѓутоа нашите две земји, Република Словачка и Република Македонија, најмногу се поврзани преку делото на двајца нивни ученици, тоа се Свети Климент и Свети Наум Охридски, кои што откако биле избркани од Велика Моравија се вратиле на територијата на Македонија, значи во Охрид, каде што подучувале и работеле во црквите во ова подрачје. И навистина ми се допаѓа во Скопје кога се поминува преку камениот мост од старата чаршија во новиот дел на градот. Од десната страна го имате споменикот на Кирил и Методи, а од левата страна споменикот на нивните ученици Свети Климент и Наум Охридски. И навистина ми е мило што ова изложба ја организираме и тука во Македонија, особено во оваа година кога Словачка одбележува 25 години од својата независност, а исто така одбележуваме 1555 години од мисијата на Кирил и Методи во Моравија, а покрај сите овие работи, оваа година е прогласена и година на културното наследство во Европа. Кои се вашите очекувања од оваа изложба? Дали очекувате голем интерес од граѓаните? I'm sure because for Macedonia you have continuous history. Да, навистина очекувам голем интерес и од јавноста и од стручната јавност, секако бидејќи особено во Македонија вие имате континуитет, значи и во однос на религиозната димензија, културната и лингвистичка димензија, значи почнувајќи од глаголицата која што е дело нели на Кирил и Методи, па продолжувајќи со кирилицата и ден денеска го користите ова писмо и сметам дека навистина е значајна оваа изложба која го покажува тој континуитет и би требало да ја видат сите граѓани на Република Македонија. Elicit interest among viewers and I would be very anxious to see how people will react to that. Јас ви благодарам многу за овој разговор и ви посакувам понатаму многу успех. Thank you very much. Ви благодарам и јас. Градежните компании се жалат дека компаниите се среќаваат со сериозни административни проблеми на општинско ниво при издавање одобренија за градба. Оттаму велат дека блокирањето на инвестициските процеси нанесува огромни штети на градежништвото.
Блокирањето на инвестицијските процеси нанесува огромни штети за градежништвото. Градежниот сектор реагира дека се среќаваат со сериозни административни проблеми на општинско ниво при издавање градежни дозволи. Председателот на Градежната комора на Македонија Ивица Јакимовски вели дека статистиката покажува дека во март оваа година се издадени 211 одобренија за градба, од кои 119 се за објекти за високоградба, 35 за објекти од нискоградба и 57 за објекти за реконструкција, што е за 45,1% помалку во однос на истиот месец од минатата година. Јакимовски истакна дека пречките што доведуваат до намалување на инвестициите во градежништвото се непочитувањето на посочениот временски рок за издавање дозволи, неизвестноста дали ќе биде продолжена мерката за повластена даночна стапка, како и мораториумот за градење што го вовеле одредени општини. Водејќи се од фактот дека градежниот сектор дополнително предвижува уште 26 дополнителни гранки и дека е двигател на секоја економија, поголема, факт е дека е двигател на и нашата економија. Водејќи се од фактот дека од вкупниот број на вработени во Република Македонија до 10% отпаѓа на градежниот сектор. Од вкупниот бруто домашен производ до 10% отпаѓа на градежниот сектор. Значи не е возможно ако не функционира градежниот сектор да ние разговараме за економски раст. Нашиот апел и нашата цел е што побрзо да се откочат процесиве. Подпредседателот на Комората за градежништво Зоран Азманов апелираше владата што побрзо да ја донесе одлуката за продолжување на рокот за повластена стапка од 5%. Доколку тоа не се направи веднаш, туку до крајот на годината, според Азманов, во 2019 година ќе има многу малку инвестиции во градежништвото, поради неизвестноста во која се наоѓаат инвеститорите. Со намалувањето на инвестициите во областа на градежништвото, тоа значи дека и прометот на градежните материјали, кои носат исто така 18% ДДВ, ќе се намали. Значи, приходите во буџетот целосно, со тоа што ќе се намали прометот во градежништвото, ќе се намалат и со тоа мислам дека и приходите во буџетот значително ќе бидат намалени. Градежништвото дефинитивно ќе трпи големи последици, заради тоа ќе има отпуштање и на работници, тоа значи намалување на придонеси, намалување на персонален данок, значи дополнително намалување на приходи во буџетот од персонален данок и од придонеси. Азманов додаде дека непродолжувањето на рокот на повластена стапка ќе значи покачување и на цените на становите. Ова беше последната информација за денеска. Ви благодарам што бевте со нас и довидување.